Париз гори од протести, Белград исто така гори, Албанија гори од протести. Протести кои го символизираат незадоволството на граѓаните. Затоа ние се вклучуваме директно од градот на светлината, каде што го имаме нашиот дописник Луис Пиер Бурдон. Господине Бурдон, како е моментално во француската престолнина? Така е студио. Меѓутоа, пред да започнеме, да напоменеме дека францускиот народ е со мислите со Томе. Томе. Градот на светлината е осветен од полициските коли кои стои гора, баклите на демонстрантите и жолтите лечиња. Како што можеме да приметиме, ситуацијата е тре наелектуризирана. Му благодариме на Луис, а во моментов вакви протести се случуваат и во Скопската метропола. Ланчо, дали се слушаме? Печо, дали си озбилен? Ајде, почињај! Не се веро, знаеш, ќе ми платите за... Да, така е, студио се наоѓаме на протестот, каде што, како што може да забележиме, нема луѓе, но затоа има 3 гајби и уште 2 гајби брачен пар, кои што сега ќе запрашаме. Што требаше да ги прашаме? Зошто протестирате? Да, гајбо, зошто протестирате? Како си се облекол свака част. Цел свет гори, брат, само тука не вакво се чешламе да си. 5 гајби сме тука, тие сме. Добро, зошто е ова конкретно? Да ти објаснам се, значи конкретно ради тоа што референдумот зимето пропадна и овие пак се бутка референдумот и што е тоа ти е против закон, ме сваќаш. Што душе ти треба, мислам утре друг референдум некој и тој ќе пропадне и ќе се Маријан. Томе! Томе, бе, кај си? Томче, да не сте ми го виделе, Томе? Не, дечко, овде само гајби има. Трагедија. Томе! Трагедија. Томе! Трагедија, он беше. Ична е моја мисли, ќе се најде, баче. Да се навратам на претходно да прашам во право си. Многу јасно дека сум во право. Искрено, мене како гајба ми се гади од човековиот вид, луѓето генерално, пошто ни се едни створења што 30 години еве трпат приватизации, војни и ги украдоа и ги излажа и нормално само партија ги вади на протеста, еве тука сме ние гајбите. Така е! Тука сме ние гајбите! Ама чекај, не е дека немало протести. Кој кажи кој се ти? Па не ми текнува сега кој. Па нормално не ти текнува бе, да бевте стала му тоа главата, ке имаше по пола милион на улица секој ден бе да средевте државата бе, 1,5 милион не можете на држава да средите на толку луѓе у Кина, едно село се таму. Едно село у Кина е тоа. Значи да ми кажеше некој дека еден ден дека една гајба ќе биде во право, немаше да поверам. И тоа е тоа прилика, тоа што имаме, што да кажеш, кај идеш таму? Па ти си пуначо. Дечко, дај се тамо, бега, трита шапите гадни бе, тритиша. Тоа ми е за после вието. Тоа ми е за после. Осте го тоа, ќе викнам полиција. Како селјак, има да лежиш селјачиште едно, мрш! Мрш тука! Искаче од кадар!